И како што ви најавив на самиот почеток од нашето денешно неделно дружење, оваа недела се е во знакот на музиката, хармониката и битола. Ништо намерно, верувајте ми, но мојот град, а и градот на нашите денешни гости, на вистина низ годиниве наназад дал толку многу вистински музички таленти, што чест и задоволство ми е денеска првиот разговор да го направам заедно со Николче Мицевски. Добре дојде во утринската на Алфа. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата. Се чувствувам секогаш убаво во вашата телевизија, како дома. Мило ми ако е така. Недела е ден кога многумина сакаат да си го испланираат по свое, многумина сакаат да одморат, па дури има и такви кои ги исклучуваат телефоните. Ја имаш ли ти таа привилегија? Не исклучувам телефон. Јас често и недела го користам како работен ден, затоа што ги немам некои други секојдневни обврски. Така да многу често знам да седнам и да работам, да го искористам како работен ден, а нормално се трудам да биде ден со фамилијата, со керките, со супругата, да отидеме некаде на ручек, на прошетка или некогаш до битола, така да најразлично. Браво, секоја чест. За оние кои што можеби имаат сиромашни информации или недоволно информации за се она што Николче го прави последниве 20 најде да не речам години, но сигурно јавноста знае за сите негови успеси во музиката, како еден од најплодните, еден од најуспешните композитори, аранжери, автори на една музика спакувана по негов терк, бидејќи тој е еден од првите кои што почна фолклорот да го обликува во едно поинакво руво, да воскреснува стари заборавени песни и да ги пакува во модерен аранжман. Можеби не многу, но верувам дека веднаш ве асоцирам на Каролина Гочева и на албумот кој што ги помести стандардите и ја покажа Каролина во едно сосема поинакво светло, да. И песни кои што ги засакаа и најмалите, па дури и децата во градинка. Да, уште со првиот албум Македонско девојче двојката, нели, како излезе Чалгиска и Две лири, мислам дека преку ноќ некако станаја хитови и од најмали од градинка до највозрасни луѓе ја пееа таа песна, ја постираја по социјалните мрежи. Некако брзо се обнародија, би рекол, тие песни воопшто од албумот. Тука беа и Вези, Смеј ми се смеј, имавме и една-две обработки на познати стари македонски песни. Така да тоа беше еден албум со нормално новокомпонирана музика, меѓутоа беше во духот на традицијата. И многу пати добивав од некои луѓе кои нели се не може секој да е до крај информиран, ми коментира, вика, како ви текна за тие песни, кај ги најдовте? Мислеа дека се стари песни, нели, обработки. А јас си знам како, нели, додека ги смисли. Ајде им откриеме. Плански ли беше тоа? Желба ли беше на Каролина или беше нешто што во тебе работело и нешто што во тебе те тлеело, па дојде денот да се спакува целата приказна? Планот, задачата која ми ја доверија Авалон беше да направам песни и албум во некој етно фазон кој нели е различно. Која знаеме Каролина претходно. Нешто е различно, нормално, со високи стандарди и да има и висока уметничка вредност целата таа работа. А и нешто модерно. И модерно и при тоа нешто што ќе ги доближи тие песни до публиката, до народ, затоа што ние нормално главна цел ни е да доближиме нашата музика до публиката што повеќе. Тие беа насоките, веројатно нормално со текот на годините, со искуството, тоа созрева некаде, си тлее и тогаш беше моментот да излезе од мене и да го направиме тој албум. Имавме безброј концерти, промотивни и во Скопје и низ секаде скоро низ државава. После тоа следуваше албумот Извор. Задачата и одговорноста беше огромна, нели, после успешен албум да се направи повторно албум кој ќе биде доволно интересен да го надмине да биде нешто
исто, меѓутоа не е да биде различно сепак. Така да во вториот албум ја имаме На звона, Ти не дојде, Бели цветови и од незе излегоа неколку хитови, кои ден денес ги свириме на концертите, на настапите на Каролина и можам да кажам дека прекрасно е чувството кога ја слушаш и ја гледаш публиката и едногласно ги пее тие песни. Браво. Од Каролина и од оние албуми кои веќе ги спомена навам, уште многу други сработени проекти. Јас просто утрово додека се подготвував за денешнава емисија и го отворив твоето портфолио, се запрепастив колку голема бројка на сработени проекти, дела, композиции, аранжмани, подпишани авторски од тебе, со трицифрена бројка. Па, и тоа е нешто што е навистина за огромен респект. Преку 400 композиции имам. Баш последно сега во ЗАМ проверував и прашав, мукам, до кај сум со бројката, чисто информативно. Иако не пишуваш за број, предпоставувам не ти е важен бројот. Не, да. Квантитетот? И да, преку 400 веќе со последниве од последната година. Преку 400 композиции, каде што сум дали музика аранжман, дали само аранжман. Да, сега има уште една поголема бројка како изведувач, затоа што своевремено неколку години го водев Народниот оркестар на Македонска радиотелевизија и сите тие фестивали, цветници, 10 години свирев на Валандово, например, го водев исто Валандовскиот фестивал. И сега човек кога ќе помножи 15 на фестивали по 30 композиции, значи тоа се така убави бројки на снимани како изведувачи. Така да хармониката е нешто со кое ти се идентификуваш. Јас кажав на почетокот на денешнава емисија дека од сите што ќе ги погледнете денеска во студиото, само јас не свирам хармоника, ама затоа гордо си ја носам овде на едниот ревер. Инструмент кој е навистина прекрасен, искористен во речиси сите жанрови на музика. И ти тоа токму го покажа и го докажа дека таа се може да се имплементира, ама баш во секаков вид на музика, па дури и во детската музика. Ти ја доби како наследство семејно хармониката, бидејќи во генетската лотарија ти падна и токму тоа, нели? Така, да. Добро, тоа го наследив од татко ми кој се уште би рекол активен хармоникаш и мојот прв учител. И голем дел од мојот живот јас посветив на хармониката, со тоа што во последните 10 години, 15, пробав да ја дадам една поинаква улога од онаа стандардна би рекол, во аранжманите, во композициите кои ги правам, така да мислам дека има доста успешни со таков начин на изведба. Иако морам да признам, последните неколку години намерно или ненамерно малку ја одмарам, значи ја одмарам од употреба во смисла на не е на прво место во употребата во аранжманите, затоа што пак овој последниот албум кој го работам е сосема нешто поинакво и така да е сега малку на пауза, ама не значи тоа дека сум ја откажал. Не верувам дека би можел некогаш и да се откажиш. Од искуство знам и кога јас бев дете и кога јас се определував за кој смер ќе учам во музичкото училиште, подоцна и на факултетот, се сеќавам дека постоја едни години кога одредени инструменти стануваат тренд, мода, нешто што сите го сакаат да го прават, да го свират. Хармоника едно време да свириш во моето детство, можеби и во твоето, беше навистина започит, беше инструмент кој беше толку многу посакуван и искористен инструмент, особено го свиреа момчињата. Каква е денеска ситуацијата? Па, зависност нели од стилот на музиката, би рекол во народната музика уште е на пиедесталот, некаде со кларинетот се тука, како популарност на инструменти. Иако хармониката има употреба во секаков жанр на музика, особено во класичната музика, нели? Па и во џезот и во многу други. Така, зависно за кој стил и тоа е периодично, тоа што разговаравме некогаш
е гитарата попопуларна или тие што се насочуваат кон таков тип на музика, некогаш гудачките инструменти, овие што се насочуваат во класичната музика, меѓутоа за нашето поднебје сепак мислам дека важи се уште за еден од најпопуларните инструменти. И верувам дека и понатаму ќе биде инструмент кој што не би можел никако да се игнорира. Така. Ние те затекнавме периодов во сред една турнеја концертна, во која ти на првите два концерти покажа дека умееш на светски начин да донесеш настан кој што публиката многу долго ќе го памети. Имаше досега два концерти за новиот проект Битола. Новиот албум Нова ера во декември месец минатата година го промовира во родната Битола пред таа публика. Секоја публика си е моја, јас така си ја сметам, и битолската, и во Скопје, и било каде, затоа што сепак сме ние една мала држава и некако сите сме поврзани на некој начин во секој крај. Од таму тргна приказката, Нова ера, еден поинаков концепт. Тие што ја пратат мојата музика, верувам дека знаат, претходно издадов 3 синглови со видеоспотови, со карактеристични видеоспотови. Конечно го промовирав албумот со жива изведба, со 40 на музичари на сцена, така да тоа и визуелно и музички е малку поразлично, поразвиено. Позахтевно. Позахтевно, апсолутно, и за организација, и за се. Во Велес исто така беше одличен концерт. Во Новиот театар, одлична сцена, одлична сала, супер публика, најдов на огромна поддршка. И сето тоа беше на некој начин и припрема за концертов кој следи на 21 март во Македонска филхармонија. Составот ќе биде уште малку проширен, би рекол, со уште 15 на музичари, така да од прилика на сцена ќе бидеме 60. Нестрпли сум, возбуден, ме фајка и помалку трема на моменти, меѓутоа се надевам дека ќе испадне секако што треба и дека публиката која ќе присуствува на концертот ќе ужива. Верувам. На ништо помалку од 10 дена сме пред концертот во Скопје, во главниот град, во филхармонија. Има ли влезници? Или Авалон е однапред организирани? Авалон се организатори на концертот, моите долгогодишни соработници, пријатели, им благодарам за поддршката и јас викам дека ова е остварување на еден од моите големи соништа. На еден, значи има уште големи соништа. И влезниците се на нивната мрежа, продажна мрежа avalon.mk тикет. Така да мислам дека има уште нешто од влезниците кој милува, кој сака да го чуе и види тоа, нека попрза да си купи карта. Така е. Ќе потсетиме уште еднаш на самиот крај на денешното дружење. Знам дека не само битолската, твојата, мојата публика и велешката која што навистина се покажа со долгогодишна традиција и рафиниран вкус за убавото, за квалитетното, и Скопје е гладно за убави настани, така да верувам дека салата на филхармонија ќе биде преполна. По сите настапи, настапувам со Каролина, со Next Time периодов, и мислам дека било каде да отидеме во другите градови, мислам насекаде во Македонија, секаде има публика која е желна за македонска музика, за убава македонска музика, која доаѓа на настани, на концерти, и навистина македонската публика заслужува да има што повеќе настани. Ме радува да е така, иако често пати ја слушаме и онаа другата страна на приказната, дека кога доаѓаат гости од соседството или тука некаде од овој дел од Балканов, навистина луѓето се подготвени да платат многу големи суми за влезници, за да присуствуваат на настан каде што нема ни м од музика. Добро, сега секогаш има различни ставови, нели, околу тоа и поделен. На крај е прашање на вкус. Некои луѓе сакаат таква музика, некои сакаат домашна музика, домашни артисти. Секој има право, нели, да избере тоа што сака, меѓутоа, пак ќе кажам, заклучок од сите овие настапи последниве години и повеќе е дека сепак во секој дел од Македонија постои публика која
која сака македонска музика, која поддржува и која доаѓа на концерти и навистина си поминува убаво. Да, ако им понудиме ќе ја засакаат, ако не им Апсолутно, понудиме сега како ќе ја засакаат. зависи и нормално и начинот на кој го презентираш, Ако како е медиумски е направено. доволно присутна и така натаму и така натаму. И односно ние родителите што им пуштаме на нашите деца, мислам дека тие тоа е до домашното воспитување ќе го одберат. нормално. Ако ние дома не ги воспитуваме малите да сакаат македонска музика, тогаш не може да очекуваме да сакаат. Да. Со сопругата Бети имате 2 ќерки. Да. Колку ќерките наследија дел од твојот талент? Па наследија баја ги би рекол дури поталентирани од мене. Големата Теодора оди на нижо музичко, веќе 8 година, свири клавир, преубаво пее. Јана ни е повеќе по балетот, меѓутоа исто така супер талентирана, веќе има настапувано и на Дајте музика и на некои други детски фестивали, двете. Така да без разлика дали ќе се занимаваат со музика понатаму во животот, ама знам дека ќе разбираат музика, што и да слушаат, ќе имаат истанчен вкус. Да им слушаат ушите и да разликуваат. Ќе слушаат, ќе разликуваат, ќе ја сакаат музиката во текот на животот. Так. На крајот на истекот на минатата година бевме заедно на настанот организиран од Битолски весник во Битола, каде што и ти беше од оние избран во списокот на најуспешни битолчани за претходната година и верувам дека не ти е seedno дали некој го валоризира, го забележува и го вреднува трудот. Апсолутно, Иако наградите сигурно никогаш не ти би берило, а ги имаш толку многу во твоето портфолио. Секогаш било какво признание е добро за секој артист, нели, воопшто. Не е пресудно, ама е важно, да. Важно е кога некој видиш дека тоа го приметил, те приметил и сака да те испочитува. Минатата година исто така и добив и златна бубамара, која никогаш не сум добил, мислам прв пат ми беше. Некако периодот со наградите, кога имаше многу настани пред 20 на години би рекол, кога имавме разноразни манифестации организирани од разни организации или телевизии, јас не го фатив тој период, бев помал тогаш, уште не функционирав, бев на факултет. И после тоа едно време прекина. Воопшто немаше настани, немаше манифестации, освен бубамара. Некако годиниве пак така се имаат вратено одредени манифестации кај што знаат да испочитуваат и нормално значи за секој тоа кога некој значи. Точно е. Важиш за еден од најдобрите, не еден туку најдобриот аранжер во поново време, ова ќе го кажам со потврда бидејќи кога и да сум разговарала со наши колеги музичари, изведувачи, инструменталисти, солисти, вокалисти и така натаму околу одреден аранжман или околу некоја одредена песна која за кратко време станала хит или луѓето толку многу ја засакали и секогаш си било споменувано твоето име и презиме. Благодарам. И верувам дека и ти си горд на тоа. Колку можеш да бидеш креативен, а сепак различен во секоја една песна за која правиш аранжман? Мора да постои нешто што имаш период во кој ја процесуираш песната. Па, секогаш си треба време и не треба, генерално пробувам времето да не ми е некоја рамка. Нели? Да не те ограничат да не ме ограничи за дека денови, треба да ја направам за 2 дена, 5 дена или 1 месец. И нема правила на тоа, некогаш може да седнеш и да направиш нешто за 1 ден, некогаш може и цел месец да го мислиш и да не е успешно. Од многу фактори тоа зависи, момент на инспирација, многу. И нема правил. Да знае формула дека можам секој ден да пишувам песна како 2 лири или како кој да ми запис, секој ден ќе пишувам. Така да нема тука, нема формула, меѓутоа пак имам јас една друга формула на работа, тоа е да секогаш да пробам да направам подобро од претходното. Значи, ако сум направил супер песна или проект, следниот проект сакам да е на повисоко ниво, од секој аспект, така да секогаш гледам да се тркам со самиот себе си и сакам да напредувам нормално. Никош не сум сакал да се чувствам некоја комфорт зона дека сум направил некој стандард и најлесно е да си пливаш во тоа, во некои рамки, лесно. Меѓутоа,
секогаш јас сакам да ги поместувам нели границите во рамките на моите можности, се разбира. Така. Пред да го започнеме разговорот, фактички се надоврзавме на видеото од концертот, концертната турнеја за композицијата Петка. Да, Петка. Така. Асоцира на нашиот препознатив петосмински ритам, така нели? И јас често се шегувам, многу полесно можам да ја направам музиката, отколку кога ќе дојде момент да ја именувам, да ставам име на композицијата, тоа ми е еден од потешките делови. И барам кумови околу мене секогаш, консултација, дали дома, дали режисерот на спотот. Петка, да, заради две работи. Прво е во петосмински такт, второ композицијата е составена како форма од 5 дела. Ти знаеше како дете дали си добил петка или четворка? Ти знаеше? Па се разбира, секогаш сакавме петки да добиваме. Четворка така гледавме некако на четворката. Разочарано. Да, не е добро. Така да и може и тоа влечам и одлучив да биде. Да стремиме да бидеме секогаш со петки, да не ја расипуваме петката. Така да стремиме нешто повеќе, поголемо нешто да направиме. Го спомена пред малку во текот на разговорот ЗАМП, кога си ја дознал бројката на објавени, односно регистрирани во нивниот регистар на ЗАМП композиции. Верувам дека таа бројка ќе расте се повеќе и повеќе и сакам да биде така. Се живее ли на овие простори од музика? Јас живеам од музика, само од музика, од творење и музицирање. Исклучително од твојата креативност и од твојата авторска музика. Апсолутно, да. Не е лесно, можеби да ни функционира одредени работи во општеството. Ти живееше подобро? Полесно, да, меѓутоа функционирам. Имам тоа што ми треба за нормален живот, така да се функционира. Ова е добро да се чуе. Ова е навистина добро да се чуе. Петка ја чувме дека претходно објави 3 видеа. Да, имам 3 видео спотови, 3 видео записи. Што ќе биде следно? После оваа пролет, после концертот во Филхармонија? Да, после концертот во Филхармонија има неколку преговори за овој концерт нормално да се свири, да се концертира на различни сцени. На другата страна на земјава. Убава ни е, мала ни е, ама па голема ни е. Да, и се надевам на уште 1-2 големи концерти на отворено, можеби Хераклеја во Битола, Антички во Охрид, меѓутоа сега е сето тоа само во тек се размислување и преговори. Така, размислуваш ли ова убава комбинација на сите тие артисти кои ги имаш на сцена да можат да пропатуваат некаде надвор од земјава и да го презентираат твојот начин на музицирање некаде пред друга публика? Да. Па секогаш е тоа желба и не само моја, него општо на секој автор. Покажа дека прави светски настани, носи светски имиња, ама па и извезува квалитетно наши имиња кои се вистински бренд и заслужувате, особено ти кој толку многу се вложи околу сето ова, заслужуваш да и публиката надвор од границите на Македонија го види. Од искуство секогаш нашата музика добро поминува, особено во соседството, во регионот. Секогаш добро поминува. Имаме ние неколку настапи, големи концерти со Каролина изминативе години. Соработуваше со музичари од Турција, така, нели? Да, имам еден проект со една прекрасна пејачка изведувачка, Гамзе, која пред неколку години направивме еден одличен проект, албум, уствари со македонски песни. Браво. Пее одлично, иако не го знае македонскиот јазик, меѓутоа пее совршено. Има некое потекло од прабаба, некоја живее. Затоа пее толку убаво македонски, да. И мислам дека македонската музика фамилиарно ја сакаат повеќе од многу кај нас што се тука. Така да тоа е за почит и за поздрав. Така. Патуваш често во Битола? Свраќаш? Па да, не многу често, меѓутоа гледам да отидам, да се видам со моите, со роднини, пријатели и секогаш
ми е релаксирачко, кога ќе отидам во Одлично. Битола, на широк сокак мака едно кругче Да се свртиш. наполнат батериите, Да се така да ни се наполнат, наполни и душата и батериите и да подишеме малку битолски воздух. Николче, ми беше задоволство што ова утро неделно проговоривме за она што си ти, можеби не кажавме се и сигурно не кажавме се, но доволно подсетивме. Во наредна прилика. Да, доволно подсетивме за тоа дека треба да ја сакаме, почитуваме и слушаме, кога да ја конзумираме македонската музика, особено кога имаме на располагање луѓе како нашиот денешен гостин, кој што навистина целиот свој живот му е музика, човек кој што ги прави песните поинакви од останатите, дава еден огромен шарм и една препознатлива жичка по која веднаш знаете дека ова е сработено токму од најдобриот. Благодарам за поканата, благодарам за преубавите зборови. Се надевам и во иднина ќе ги оправдувам зборовите, нели? Сите ние се трудиме да правиме секогаш убави дела, затоа тоа нели го слуша публиката, ја прави посрекна и нормално горда дека имаме ние сепак вредна македонска музика. Так, убедена сум дека ќе останеш квалитет кој трае.